Грчкиот парламент одлучи својата дигитална библиотека да ја збогати со првиот македонски буквар. Абецедарот, кој сам по себе е проблематичен за грчките власти, од пред еден месец е ставен во базата на интернет библиотеката на парламентот во Атина и е бесплатно достапен до сите. На официјалната страница на електронската библиотека, каде се нудат околу 3000 наслови и книги, македонскиот буквар од 1925 е ставен во категорија поврзана со малцинските прашања. Како линкови поврзани со ова дело се наведени: Грција, Македонија, образование, малцинства, историја, 20 век. Официјално образложение која е причината за ваквиот контрадикторен потек на грчкиот парламент нема. Сепак објавувањето на абецедарот грчките блогери веќе го оценија како срамно и непромислено и бараат да се отстрани изданието од официјалната веб страница на законодавниот дом. Покрај интернет, библиотеката на грчкиот парламент поседува и печатана верзија од македонскиот буквар. Книгите за македонскиот јазик и македонското малцинство не се повеќе дел од онлайн библиотеката на грчкиот парламент. Посетителите единствено можат да го најдат абецедарот, но без дополнителни информации. Термините Маседонија и Маседонија со дополнување фиром во заграда беа речиси 2 месеци активни во интернет библиотеката. Потоа беше привремено недостапна, а сега, доколку некој во полето за пребарување напише македонски јазик, ќе добие одговор дека не се пронајдени книги што ги содржат тие зборови. Термините Македонија и македонски им пречат на грците, па затоа веднаш реагираа Македонија да председава со Советот на Европа под референцата фиром. Од грчкото МНР велат дека се во постојани контакти со Советот и ги преземаат сите потребни активности. Портпаролот на Министерството рече дека ова е уште една од провокациите на македонската влада, што ја разочарува Грција и не води кон решение на прашањето за името. Григорис Делавекурас додаде дека од грчкото МНР не знаат дали Груевски ќе дојде во Атина на конференцијата на економист, бидејќи, како што рече, весникот директно го поканил македонскиот премиер. Од Министерството за надворешни работи на Грција велат дека засега немаат никакви информации за нова средба на медијаторот Нимиц со преговарачите на двете земји. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.